Здраво утро! Своите утренски процедури Анастасија ги приспособила кон условите на парцелите. Наутро со изгревањето на сонцето треба да излеземе боси на својата парцела, да им преидеме на оние растенија на кои ќе посакаме. Можеме да ги допреме, тоа не треба да се прави по некој строг редослед или со точно повторување на ритуалот од ден на ден, туку како што ќе посака човекот во тој миг. Но тоа треба задолжително да се направи пред утринското миење. Тогаш растенијата ги го почувствуваат мирисот на супстанциите што се издвоиле во текот на сонот низ порите на кожата. Доколку е топло и доколку постои макар и мало делче земја со трева, а пожелно е да постои, треба да легнеш на неа и да се протегаш 3-4 минути. Ако во тие мигови телото го полази некоја бубачка, не треба да ја бркаш. Многу бубачки се корисни за човечкото тело, бидејќи ги одзатнуваат порите, ги прочистуваат. Поправилно се затнуваат оние пори низ кои излегуваат токсините, кои на површината на кожата ги изнесуваат сите можни внатрешни болести, овозможувајќи му на човекот да ги измие. Ако на парцелата има некој резервоар или базен, неопходно е да се нурнеш во него. Ако нема, може едноставно да се полееш со вода. При тоа треба да стоиш бос на тревата, недалеку од леите и растенијата или уште подобро меѓу леите. Може, например, едно утро да стоиш покрај гремушките со малини, друго утро покрај рибизлите и така натаму. По полевањето не треба веднаш да се избришеш. Капките вода треба да ги истресеш со дланките како да ги расфрлаш по растенијата што те обкружуваат. Капките од другите делови на телото исто така треба да ги истресеш со рацете. Потоа може да се направат нормалните процедури на миење, користејќи го сето она на што сме навикнале. Вечерни процедури. Навечер пред спиење треба задолжително да се измијат нозете користејќи вода во која е додадено неколку капки сок од зелја или од копреви. Може и едното и другото заедно, не користејќи при тоа сапун или шампон. Водата со која сте ги измиле нозете треба да се истори по леите. Потоа, ако е потребно, нозете можат да се измијат со сапун. Оваа вечерна процедура е важна поради две причини. Со потењето од нозете излегуваат токсините, изнесувајќи ги од организмот неговите внатрешни болести, а неопходно е да се измијат за да се исчистат порите. Сокот од зелја и од коприви ќе помогне во тоа. Истурејќи ја водата по леите им давате дополнителна информација на микроорганизмите и на растенијата за вашата денешна состојба. Тоа е многу важно, само доколку ја добие таа информација, видливиот и невидливиот свет што ве обкружува може да произведува, одбирајќи од Вселената и од Земјата се што е неопходно за нормално функционирање на вашиот организам. Тој се ќе подготви сам. Ми беше интересно да дознам што ќе рече Анастасија за исхраната. Беше очигледно дека таа исклучително посебно се храни. Ја прашав: Анастасија, раскажи ми што мислиш, како мора човекот да јаде, што да јаде, кога, колку пати на ден и колкаво количество? Кај нас на ова прашање му се посветува големо внимание. Постои огромен број различна литература, рецепти со лековита исхрана, совети за слабење. Начинот на живот на човекот во услови на технократскиот свет е тешко да се замислат поинаку. Темните сили цело време се стремат да го променат природниот механизам на овој свет кој на човекот му е даден одамна и да го заробат во својот натрупан вештачки систем што и противречи на човековата природа. Ја замолив Анастасија да зборува по-конкретно и поразбирливо без нејзините филозофски измислици, па таа продолжи. На твоите прашања што треба да јаде човекот, кога, колкаво количество, никој не може да одговори подобро од организмот на секој одреден човек. Чувството за глад и жед е дадено за да му сигнализира на секој човек посебно кога треба да користи храна. Токму тој миг ќе биде најсоодветниот за секој посебно. Технократскиот свет не е во состојба да му обезбеди на човекот можност токму во оној миг кога му е потребно на организмот, со цел да може да го задоволи чувството на глад и на жед. Тој систем го втерува човекот во рамка, условена од неговата беспомошност, поуште и оправдувајќи го тоа со некаква грижа за него.
Замисли го ова. Еден човек седи половина ден, речиси воопшто не трошејќи енергија, а друг извршува некаква физичка работа облјан во пот, трошејќи десетина пати повеќе енергија, а мора да се хранат истовремено за време на паузата од работа. Човекот треба да ја користи храната во оној миг кога тоа му го кажува неговиот организам и не може да има друг советник. Разбирам дека во условите на вашиот живот тоа е речиси неизводливо, но за луѓето што се наоѓаат на своите имоти во нивните куќи, таквата можност постои и таа треба да се искористи, отфрлајќи ги против природните вештачки директиви. Тоа можам да го кажам како одговор на твоето прашање што треба да се јаде. Тоа е она што во дадениот миг, така да речам, ти се наоѓа при рака. Организмот самиот го одбира тоа што му е потребно. Од нетрадиционалното можам да го посоветувам следново. Ако во вашата куќа постојат некои животни, мачка, куче, внимателно тргнете по нивните траги. Тие од време на време од различните треви одбираат некоја одредена тревка и ја јадат. Треба барем неколку такви тревки да се скинат и да се додадат во исхраната. Тоа не е неопходно да се прави секој ден, доволно е еднаш или два пати неделно. Исто така неопходно е секој да собере житни плодови, да ги сомеле, да направи брашно и да испече леб. Тоа е необично важно. Човекот што употребува ваков леб барем еднаш или два пати годишно добива резервна енергија која е во состојба да ги активира неговите внатрешни духовни сили и позитивно да влијае врз неговата физичка состојба, да му ја смири душата. Тој леб може да им се дава и на своите роднини или на блиските луѓе, и за нив исто така ќе има благотворно влијание доколку им се дава искрено со добра намера. Многу е корисно за здравјето на секој човек кога барем еднаш преку летото во трајање од 3 дена се храни само со она што расте на неговата парцела, дополнително употребувајќи леб, сончогледово масло и минимум сол. Веќе кажав како се храни Анастасија, таа и додека ми изборуваше некако спонтано скина една тревка, потоа друга, ја џвакаше и ми даде и мене. Решив да пробам. Незиниот вкус не ми остави некој посебен впечаток, но не предизвика ниту одбивност. Процесот на исхрана и животното обезбедување на организмот на Анастасија се засновани на природата и затоа никогаш не ги преокупираат незините мисли насочени кон решавањето на други проблеми. Меѓутоа, другото, незиното здравје представува нераскинлив дел од незината необична надворешна убавина. Според тврдењето на Анастасија, на организмот на човекот кој воспоставил слични односи со растителниот свет и со земјата на својата парцела му дава можност да се заштити од сите болести. Сама по себе болеста е последица од оддалечувањето на човекот од природните механизми кои се дадени да го чуваат неговото здравје и да му обезбедат живот. А за нив, за тие механизми, борбата со која било болест не представува никаков проблем, затоа што токму во тоа е суштината на нивното постоење. Користа што може да ја извлече човекот, зближувајќи се со делче од светата природа, е значително поголема од борбата со болестите.